Регионална канцеларија на Фондот за здравство доби општина Боговиње, лоцирана е во Камењене. Со тоа ќе се улесни достапот на жителите до услугите кои треба да ги добијат од оваа институција. Овие граѓани, околу 30.000 осигуреници од оваа општина, од сите овие населени места, ќе можат да ги добиваат услугите во овој шалтер кој веќе е отворен. Сакам да потенцирам исто така тука и другите граѓани за видот на услугите кои ги пружаме тука во овој исторен шалтер во општина Боговиње, можат и од другите рурални општини, ако им е поблиско, можат исто така за тој вид услуги и тука да ги добиваат. Сакам да нагласам дека тука нарочито е битно за пререгистрација сите граѓани кои се невработени, кои еднаш годишно треба да се пререгистрират, а нарочито тесно гледало се оценило во овој период кога е во потек реализирањето на проектот за електронски здравствени картички, значи сме во фаза на издавање, примање на апликации за електронски здравствени картички, а истовремено до крајот на месец март сите граѓани кои се невработени треба да поднесат барање за пререгистрација за нивното осигурување, така што овој шалтер навистина ќе го олесни работата и на подрачната служба централа во Тетово, а истовремено и за граѓаните ќе се намалат чекањето на губењето на времето за чекање ред, истовремено и поквалитетна и поблиска услуга. Проектот се реализира во соработка со градоначалниците и здравствените домови во руралните средини. Според градоначалникот на Боговиње, ова е дел од децентрализацијата која се практикува во Република Македонија. Имаме и други канцеларии, имаме од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство канцеларија, што е регионална, потоа имаме од Управа за јавни приходи, имаме инкубатор за поддршка на малите и средните предпријатија. Од оваа канцеларија очекуваме тука да ги примаат своите услуги сите граѓани на општина Боговиње, а тие се околу 30.000. Ја реков дека општина Боговиње се сочинува од 14 населени места, местни заедници. Претежно граѓаните живеат во Полошкиот регион, а помал дел значи се протегаат целата што живеат, односно што живеат по падините на Шара. Со отворање на регионалните канцеларии на Фондот за здравство ќе се растовари работата на фондот во Тетово, покрај во општина Боговиње. Канцеларии ќе бидат отворени и во Брвеница и Тијарце.